Супер. Значи, денешна тема е брзина, моторичка способност брзина. Ајде как искористам еден... Само ќе ве вратам назад. Не сум споделил. Океј, ќе ве вратам назад на еден слайд. Чисто да го... Да. Чисто се подсетите на слайдов и да... Ајде да ќе направам, сепак не функционира. Да направиме една мала рекапитулација на моторички способности, бидејќи тука сме со моторички способности. И каде е брзината? Дека некако може да ги групираме овие кои што се координацијски моторички способности, или тука влегува агилност, баланс и така натаму прецизност. Па потоа ги имаме овие кои што се малку повеќе физиолошки, особено издржливоста, нели зависи малку повеќе од физиологија, но и силината зависи од физиологија на мускулот. Пардон, флексибилноста гледате дека е одвоена. Како посебна и одвоена е, ова го заборавив. Океј, и одвоена е брзината како посебна. И сега малку некоја од овие моменти малку ги наспомнав на претходните некои предавања зошто брзината ја одвојуваме, посебно малку допревме тамо кај антропоонтогенеза, мислам. Но сега малку подетално ќе се задржам на тој дел и слободно прашувајте ме. Например, вечна дилема, нели, дали како тоа не може брзината се подобрува. И сега тука е ќе кажам нешто околу тој дел, дали може или не може. Може, не викаме дека не може. Но имајте во предвид што треба да знаете за секоја моторичка способност. Значи, како што минатиот пат за силината објаснив, за издржливоста кажавме, координацијата, флексибилност, сега сме ке брзината и овие 4 работи се тие кои што треба да ги имате како основа за да може да градите да градите информација кои треба понатаму за нешто. Значи, кажав, секој од даскалите на факултет ќе каже предметот што го предаваме е најбитен, предметот што го предавам не јас што го предавам, предметот е најбитен и така натаму. Ја не кажам дека е најбитен, но имате многу битни информации внатре кои што ќе ви требаат за било што да работите, дали ќе направите час со течење, дали ќе работите тренинзи со рекреативци или со спортисти, професионални. Сепак треба да знаете како се трансформираат барем моторички способности, иако не допираме само моторички способности, туку и други работи. Не ги читам 4 момента кои што треба да ги знаете, но нели тоа е тоа. Дефиниција, видови, методи како се подобрува, сензитивни фази, ќе спомнеме нешто кога и како се подобрува. Како ја разгледуваат луѓето брзината и како е опишана, на многу начини може да се дадат дефиниции или да се подели. Гледате број 2. Не дадов дефиниција. Океј. Што представува способноста за манифестирање на брзина? Човекова моторичка способност да покаже брзина представува способност да манифестира брзо движење, нели, прво и основно, да помине одреден пат за што побрзо време, или да направи некое движење со горниот телото, бидејќи не го користи, но рацете не ги користи за движење, или да направи некое движење со рацете, нели, како услов за да може да се прикаже оној латентен момент од брзината. Постојат повеќе дефиниции, значи како тоа мислам како можете да објасните што представува брзина, но наједноставно е таа физичка големина
И бидејќи физичка големина, значи ние треба да ја гледаме најосновно како можност да се помине некој пат за што пократко, значи некој растојание за што пократко време. Значи тоа е исто и растојание поминува и раката кога сака да фати мува во лед, значи поминува некој растојание за што пократко време. Се некој каже дека можеби со експлозивноста поврзано, блиски се, можеби со максимална сила, да, енергетски гледано троши креативен сват блиски се, но кај експлозивност имаме и сврлање на предмет, овде имаме обратно, например, може да имаме само да помине дланката, нели, или пак, например, да фатиш предмет, сепак има некоја, на почеток има некоја акцелерација, има забрзување, има некој експлозивно движење, но не кога зборуваме за експлозивност, зборуваме за исфрлање на предмет, нели, ако се зборува за раката, дури и кога зборуваме за нозете, тогаш повторно зборуваме за исфрлување или за преместување на телото во простор. Брзината представува совладување на одредено растојание. И се најчесто тамо кога се гледа спринтерската брзина, мислам ќе го има тоа, мајде ќе кажем, имате на колку, на 50 метри нека биде, не мора на 100 метра, нас не е доволно и 50 метри како рекреативци. И имате старт како фаза, каде што има експлозивност, имате забрзување и одржување на брзината. Значи тоа е така, може да се разгледува доколку е на подолго растојание. Сега подолго растојание 50 метри, некој каже тоа не е воопшто долго, точно. Не е воопшто долго, но кога се зборува за брзината се и видите во колку секунди се вежба, всушност, не се вежба како издржливоста во минути, кога зборуваме за обемот на изведување на активност. Ете, мала дефиниција. Значи, што разбравме, наједноставно, ако ве праша некој или кога идете на испит, или другарите и другарките од мало, кога ќе ве прашаат, што е брзина, треба да знаете дека е совладување на некој простор, за што пократко време. Нели? Вака на прва може да се види кај сите три автори што се издвоени дека под број 1 доаѓа латентно време на моторна реакција. Под број 2 кај Фарфель, се на брзина ги проскенирувам, и кај Ничин, најдолу, брзина на поединечни движења, основна брзина. Верхошански вели под број 2, а кај Верхошански под број 3, брзина на локални движења, значи поединечно движење. Фарфел вели фреквентност на движењата, Ничин повторно фреквентност, можно е дека Ничин го искористил Фарфел како основа за дефинирање на видовите на брзина, ама и Верхошански вели фреквенција на неоптоварени движења. Па потоа имаме кај Верхошански под број 2 брзина на движење со промена на положба на тело во простор, значи мали надворешни оптоварувања. И тука негде Ничин вели нешто слично спринтерска брзина. Значи, така, генерално нема дури и овие автори што се со по-стар датум на објавување на информациите и овие што се понови околу 2000 година, не е ново, одамна беше ново. Но искрено можете со Александар ќе зборуваме за нешто повеќе за пределот на брзината и ќе го представам понатаму, само така се договоривме да започнем. Но нема да сретнете во латентниот простор нешто поразлично, во латентниот простор на брзината како моторичка способност. Нема да сретнете нешто поразлично од овие дефиниции. Зошто? Затоа што тоа е тоа, латентниот простор на брзината е тој. Тука се приметуваат движењата. Ако некој нешто сака да додаде, слободно прекинувајте или додавајте. Латентно време на моторна реакција. Терминот кажува латентно време, се објаснето на моторна реакција. Ова го објаснив и во сала на час. Значи, латентно значи нешто што е скриено. Ви текнува на сантата со лед. Да видам каде ја извадив. Мислам дека тука негде беше. Значи, зошто се нарекува латентни димензии, моторичките способности, објаснив за ова? Затоа што се скриени, не знаеме дали некој повседува нешто или не, додека не ги манифестира, додека не дојде во овој дел овде. Па ќе дојде во овој дел овде, тогаш ние гледаме дека е Усеин Болт брз или дека некој кревач на товар може да дигне многу голема тежина.
Но додека не го манифестира тоа не знаеме. И сега, што е кај нас со латентно време на моторна реакција? Значи, ова време е, значи, прво е латентно дека е скриено, не го гледаме, ама вели дека е време. Значи, нешто одминува на моторна реакција. Значи, ние треба да направиме, да изведеме некое движење и како го изведуваме движењето. Сака некој да ми помогне? Значи, еве, нека биде, правевме некои вежби, каде што имаше знак, па имаше промена на движење, например, одмирување, знак, па некое движење. И сега, еве спринтот да го гледаме, спринтерскиот старт. Што сака некој да опише? Еве, било кој, ајде, мола, вклучете се, ќе пробам да најдам една слика за овој дел. Сака ли некој да го опише спринтот? Што се случува од примање на звукот до Јас мом да објаснам. Мислам дека латентното време, значи рековте, скриено време на реакцијата, значи времето кое што треба мозокот да обработи некоја дразба и до моментот кога ќе дојде до моторна реакција, до моторно движење. Тоа е латентното време на моторна реакција. Периодот кој што на реакција, на обработка на податокот во централниот нервен систем и да пушти сигнал назад до каде што се прими дразбата. Фактички настанува моторно движење. Добро, ама латентното време е до кој момент? До примање До на времето на дразбата? акцијата, мислам. До времето на акцијата. Да, до кога што ќе стигне сигналот од централниот нервен систем до мускулот. Тоа е латентното. Супер, значи тоа е латентно време. Сега овде се дели латентното време на предмоторно и моторно време. Ова не сум го запишал, и моторно време. Што значи па сега ова предмоторно и моторно? Предмоторното време е времето до каде што се прима сигналот. Дали ја не те слушам? Дали ја не те слушам? Дали е до микрофонот нешто? Проблем, не знам. Многу силно или јас сум вклучен тука. Добро? Океј, извини, може. Сега ме слушате? Па малку подобро, да. Значи, јас мислам дека предмоторното време е времето до кога што ќе стигне сигналот до централниот нервен систем, а моторното време е од кога ќе го приме мускулот сигналот од централниот нервен систем, кога ќе настане акција. Тоа е моторното време. Значи, точно, моторно време е од кога ќе настане акцијата. Ај вака да ги поварам. Не ни треба веќе. Значи, супер, ова ни треба. Одлично. Значи, уште еднаш. Примаме сигнал. Сигналот се прима преку сензитивните нерви за нека биде сетило, вид или звук, така. Ги обработуваме информациите во централниот нервен систем и сега додека објаснувам, ова е се латентно време. Се праќа информацијата до рбетниот мозок, од рбетниот мозок преку моторниот неврон се праќа до мускулот, до спојот синапсата на нервот со мускулот. И ова, додека стаса импулсот или информацијата, ние гледаме како информацијата со импулси, додека стаса до тука, како што кажа Александар, е предмоторно време. Така се сложуваме? Ангел, извини. Да, така е. Предмоторно време. Сега, моторно време е од кога ќе се прими информацијата, таа сепак треба да се пренесе низ целиот мускул. Ова го гледаме еден изолиран мускул, ама на ниво, нели во едно движење не учествува само еден мускул. Сепак треба да се пренесе информацијата до мускулите и тие да ја започнат контракцијата. Тоа се нарекува моторно време. Значи до првата моторичка реакција. Се уште е латентно. Зошто? Затоа што ние немаме движење, не гледаме движење.
Ама латентното време на оваа моторна реакција можеме да го поделиме на два дела. Едното е предмоторно време и другото е моторно време. Убаво е да се знае, затоа што ако вака разгледуваме и ве правиме десетина минути муавет или 5 нека бидат за овој дел, тогаш замислете дека реакција на голман во ракомет за да прими топката е делови од секунда. Што треба да ја воочи топката и да изведе движење. Значи, тука влегува и приемна информација, обработка на информации, латентното време кое што е предмоторно, моторно време и вистинска реакција, значи вистинско координирано движење да направи. И тоа се случува во делови од секунда и конкретно голманите имат подобра реакција отколку другите играчи затоа што се вежбани за ова. И сега баш тој дел дали имате прашање околу латентно време на моторна реакција? Многу интересно ми е да го прашам на испит и многу ми е интересно кога не знаат ни да почнат колегите барем да кажат од каде оди, што оди, многу едноставно е, не е ништо сложено. Професор, јас сам да додам за вроденоста на латентното време, мислам дека е многу висок коефициентот и дека многу малце може да се действува врз подобрување на латентното време на моторна реакција. Така јас барем го разбрав. Да, со тоа што генерално на брзината, ќе видите, многу малце може да се делува, вродена е 90% некаде. Може да се подобрува, се влегуваме во третиот дел како се подобрува, но па од друга страна секогаш постои некоја можност каде што може да се подобрува и дури се работи на како да се работи на ова латентно време. Ние правевме некои, нели, ако никогаш не сте пробале движење, се скокаме од тема, мислам малку од темиве, но ова го имаме работено мирување, сигнал, движење, нели? Ако никогаш не сте го работеле, тогаш вас на почетокот ќе ви треба многу подлого време за да изреагирате на одредениот сигнал и да стасате или да направите реакција. Ама ако го работите, тогаш има подобрување. Значи во делови од секунда, но ќе има подобрување. Нема да има подобрување како што може да се подобри силата и брзината, но ќе има подобрување во овој дел. Дури и во латентното време, затоа што едноставно ги на овој начин, значи се вежба и централниот нервен систем да направи подобра перцепција или антиципација на сигналите кои што доаѓаат од надвор, па да зададе команда и да направи вистинско движење или антиципација на движењето кој треба да одбрани, нели, на предметот кој што доаѓа, да направи добра реакција голманот. Така да точно вродено е, не може многу да се подобрува, но може малку да се може малку да се подобрува и мислам тоа е наша задача, дека треба да објасниме дека и може да се подобрува на некој начин, затоа што некој можеби никогаш и не пробал да прави брзи движења, а тоа е на база на тоа што знам, има слаба мобилност во мускулите, зглобовите, не го работел, а го поседува како потенцијал. Така да и тоа се важи за подобрување. Исто така, инаку нели трансферот особено на електрониве или информациите од централен нервен систем е анатомска работа, која што ако гледаме како нели не кабел, туку нерв, но и е вродено тоа како ќе се зададат информациите, така да се сложувам во поголем делот, во поголем процент се сложувам со Ангел. Мислам дека го абсолвиравме латентно време на моторна реакција. Брзина на поединечни движења е брзина каде што се среќава при, например, атлетика и сфрлање на одредени предмети, на фаќање, веќе голманот треба да направи движење, но треба да го помести телото во просторот, но треба да направи и движење за да антиципира, за да го фати предметот, едноставно нели, каде се среќава на друго место, шут, има експлозивност, кажувам, врзано е се може да ве асоцира исто така на експлозивност, но пинг-понг, брзина на поединечно движење. Да, тенис,
брзина на поединечно движење. Не само не зборувам во нозе, туку зборувам за форхенд, бекхенд, за ударите во тенис, серва. Исто така, и ако има изфрлање на топче, сепак правиме некое движење, нели, брзо движење. Фреквентност на движењата, овој тест не го сработевме, и само да видам, мислам дека го имам негде. Не е тайпинг тест, него е тапинг тест, вако да видиме во српска литература. Тапинг со 2 п се пиши. Тапинг за фреквентност. Ја го барам на пакет тейпинг, ја го барам на српски, дали може да го, ајде да видим, не може да го даде. Да. Добро. Не го дава како моментно, барем сега не можам да го најдам, но можам да го објаснам. Значи се работи за тест кој што се изведува, например, на овој начин. Имате една, се нарекува птица за тестирање на фреквентност на брзината, и на едната дланка се поставува, да мислите дека левата дланка се поставува на средина, а десната дланка се поставува од обратно, од наспроти. Значи на левата страна. И сега идејата е да се направи, само оке ми треба, идејата е да се направи движење кое што ќе биде, не е ова, морам да го нацртам, се извинам. Идејата е да се направи едно движење кое што ќе треба, значи во истиот момент, првото движење да го направи дланката од лево кон десно, раката, а вториот, да, може ми го што предпоставив, другиот момент ќе биде да се врати назад. Значи, сега само да нацртам. Деснока, но... Океј, да не ги цртам многу. Значи, замислете дека левата дланка, недоминантната рака се става на средина и таа е неподвижна на линијата. Доминантната рака ја ставаме преку левата рака, значи ќе дојде во левиов, мене ми е лева, доминантна ми е десна рака, што значи мојата десна дланка ќе биде на оваа страна во овој квадрат. И треба за 20 на секунди да направам што побрзи движења кон десно и кон лево еден циклус, кон десно и кон лево втор циклус, кон десно и кон лево трет циклус. Значи, по Курелич мислам дека беше 20 секунди и треба да направам што повеќе правилни циклуси или изведби на движењето. Што се прави со овој тест? Со овој тест се проверува фреквентноста на движењето. Значи, каква брзина е фреквентност на движење? Тоа се циклични движења, како што се и кај нозете, нели, кај спринтот, кога имаме циклично движење, тоа е циклично движење, беше движење кое што знаеме по неговото завршување што треба да почне, нели? Како вид на движење ќе следи по завршување на движењето. Еден чекор кој ќе заврши, знаеме дека има и друг чекор. Овие тестови се искористени за да може да се процени брзината на ваквите фреквентни движења и во овој случај, многу интересно. Значи, Поверхошански вели дека оваа брзина всушност
ја проверува лабилноста на вегетативниот систем. И сега ние стремиме кон нешто што е стабилно да стабилизираме, да добиеме стабилна личност, да е стабилно психички некој и така натаму. Сега пазете, овде кажувам лабилност на вегетативен систем. Тоа значи ние имаме два вегетативни системи, едниот е симпатикус, другиот е парасимпатикус, така. Или ако гледаме преку движење, може да направиме, например, да споменеме дека имаме забрзување и заспорување би било спротивното на забрзување, или акцелерација или децелерација. И сега, овде финтата е, може да замислите, не го пробав на овој тест, може да замислите дека јас пред да допрам било кој од овие кругови, мојот централен нервен систем веќе дава информација и на било кој друг, дава информација дека треба да почне кочењето и да даде насока за да почне дланката да оди во другата страна. Значи во многу краток момент се одвива оваа акцелерација и децелерација или забрзување и успорување. На почеток е забрзување и кога ќе ја преместам, значи од тука почнувам од лево, кога ќе овде има забрзување и брзина, и кога пред да допрам тука треба да има заспорување или закочување, и веднаш потоа да има повторна акцелерација или забрзување за да можам да вратам дланката во другата страна. Го гледате курсорот, така? Да. Супер. Што значи, овој тест, меѓу другото, покрај тоа што ја проценува брзината и сега може да направите разлика кој ќе има поголем број на вистински или прави циклуси, овој тест истата нормално, тука има и координација, многу врска, има и интермускулна координација секако ќе брзинава, но овој тест ја проценува токму таа лабилност на централниот нервен систем, нека биде на вегетативниот систем. Затоа што имаме момент каде што нели делува симпатикус и парасимпатикус и тој дава информација за нешто да се забрза и нешто да се заспори. Така да е интересен момент каде што може да се примети дека некој поседува и ваква способност, нели? Тапинг тестовиве се одвиваат и на не само се изведуваат не само кај рацете, туку и кај нозете, па постои курилич тапинг со рака, тапинг со нога. И сега, ова пробав да ви ги објаснам, еве по фарфел нека биде, да ви ги објаснам видовите на брзина, кои што најчесто се среќаваат, нели, поединечно движење, латентно време, фреквентност, и овде станува уште една спринтерска брзина која што има Кеничин и Верхошански. Отприлика знаете како изгледа спринт, па најчесто се тестираат на 20 метри, 40 летечки старт, олимписка дисциплина 100 метра. Веќе ја кажав како изгледа спринтерската брзина, дека тоа е на подолга дистанца, треба да се помине на одредена дистанца за што пократко време, каде што има фаза на забрзување и фаза на одржување на брзината. Како се подобрува под број 3? Спомена веќе нешто за централниот нервен систем, затоа вели дека се вежба наутро, но главното нешто на што може да делува, тука Александар се вклучи, Ангел се вклучи, дека е генетски детерминирана ова латентно време. Затоа ќе кажам, може би, вака енергетски гледано, најмногу може брзината да се подобрува заради овој креатин фосфатен систем. Затоа што, ако ви текнува, кога зборувавме за организирање на енергетските резерви, тогаш зборувавме за, еве во овој слайд, зборувавме дека во анаеробен режим, во алактатен анаеробен режим, значи во алактатна фаза, гледате, има А, се троши креатин фосфат и ние имаме отприлика 10 до 15 секунди да го потрошиме овој креатин фосфат. Овој креатин фосфат е одговорен за движење кои што се брзи. Претходно ќе вратам, нели, лактатната фаза од анаеробниот механизам, беа јаглехидратите одговорни, па назад да не враќаме, веќе го знаете, мешан режим, па се трошат масноти и така натаму. Нас не е битно дека при максимална брзина, при максимално брзи изведени движења, ние трошиме креатин фосфат. И сега, знаејќи го тој дел,
тогаш може да кажеме дека вежбите за брзина треба да се однесуваат на стимулација на креатин-фосфатниот систем. И сега како се изведува тоа? Се изведува со помош на максимално брзи движења кои што траат не повеќе од 7-8 секунди. И како, овде сум пишал, како са 7-8 секунди, па тоа не е ништо особено. Да, не е ништо особено. И плюс, например, на тие 6 секунди или 7, ќе помножите со 6 или 7 и ќе добиете времето потребно за одмор, 40 секунди. А како треба да биде одморот? Одморот треба да биде пасивен, не работиш ништо, чекаш креатин-фосфатните резерви да се вратат и тие се враќаат за 95 до 97-8%. Значи, многу брзо се трошат керозин. Многу брзо се троши, многу брзо се враќа. Ама ова може ли целен да го тренирам? Не. Максимален број на повторувања во еден тренинг што можеш да ги направиш е 30 до 35, 20 повторувања. 40 нека бидат, ама тука околу 30. Како, например, можем да работам една иста вежба? Да, можеш една иста вежба, можеш спринт да правиш 30 пати. Ама можеш да одбереш и, например, 5, 6 или 7 вежби и да направиш прва вежба, 4 повторувања, не знам, втората вежба, 5 повторувања и така натаму, да акумулираш 30 до 35 повторувања. На тој начин добиваш чист тренинг за брзина. А можем да го правам тренингот попладне? Да, може да го правиш попладне, ама најдобро е наутро. Зошто? Затоа што врзано е со латентното време и затоа што многу зависи брзината од централниот нервен систем, во каква состојба е, колку може да се ексцитира централниот нервен систем за да може да го надразни мускулот, значи да активира што поголем број на единици за да направи добра контракција, така да најчесто се даваат овие тренинзи за брзина наутро и тогаш може да има да очекувате подобар ефект. Значи, треба ли да бидат долги движењата? Не, треба да бидат кратки движења, кратки дистанци. Сега можам ли според должина да одредам? Може. Александар ќе зборува малку повеќе за тоа. Не малку повеќе, ќе спомнеме тој дел дека може и како ќе го направиме, но убаво е да биде и според време. Сега па секој има различен креатин-фосфатен систем, точно. Секој има различен, секој има различно латентно време, секој има различен централен нервен систем и затоа се индивидуализираат тренинзите. Инаку ова е еден општ начин или основни информации како се подобрува брзината за да може да направите разлика помеѓу она што зборувавме за издржливост, за силина, експлозивност и што значи подобрување на брзина. Имате ли некои прашања во овој дел? Јас, професоре, може да додадам нешто, немам прашање за во атлетика, на пример, ние го определуваме волуменот според метри за брзина. Според метри, според метражи. Добро. Како што почна сезоната, на пример, 200-300, се понатаму како е до тркачки период, 500, некогаш може и до 600 да стигне, ама тоа е многу ретко. Добро, супер. Ова зборуваме за кратки дистанции, на колку, на 100 метра? Па, до 100, некогаш 200 со нив, ама тоа не е више максимална брзина, се оди до, например, 3200 максимум, ама тоа е 90% и обично не е брзински издржливост кога работи. Супер. Ете, ја споменавме и брзинска издржливост. Кога зборувавме за малку за тренирање, кажав дека треба да знаете како да го одредите оптоварувањето или лоадот или како да го издозирате тренингот. Точно. Ова ти беше добро дека може со дистанца исто така. Ќе видите после вториот дел дека да со дистанца може да се одреди. Сега ме интересира дистанците кога ги правите време траењето, на пример на еден спринт. Знаеш ли отприлика колку е тоа? Па зависи колкав спринт, 30 метра, 40 метра. 30-40. И по логика колку секунди е тоа? И па 30 метра обично иде 3,5. 4 секунди. Значи дури пократко ако се работи за чисто брзе. Колку време трае, дали овој тренинг кој правите вака чисто за брзина трае е подолг како тренинг во денот во однос на други тренинзи или е пократок? Па, ако мислите конкретно само брзината која се работи или се Да. сагревање со све? Па,
Еве се загреваш најчесто, стандардно, обично толку време ви треба за било кој тренинг. Па не Како знам сакаш, временски, не знам временски искрено колку трае, ама паузите се обично нормално подолг. Например, има некое правило на 10 метра, што би ја прошол дистанца, 40 секунди па до 1 минута пауза. Да, Зависи супер. со кој процент. И се ако направиш 40 метра, би направил 3 минути пауза, ако ти е 40 метра се 100%, као скроз до крај. Зависи, сепак зависи од фактори. Да, и тоа е пак сепак индивидуално, некој може побрзо да се опоравува, некој повеќе пократко, по спорост, пардон. Но сепак тука се однесува и ова се вежби кои што се изведува за да се буквално покрај тоа што се работи на стимулација на креативен фосфатен систем, сепак секако се стимулира и централниот нервен систем Да. и сите оние компоненти кои што доаѓаат, нели, динамика на движење, корекција биомеханичка, дали е изведено добро или не. Да, и сите тие моменти, всушност, ова се што кажувам, многу малце може да допринесе, но гледано како заради таквата карактеристика на оваа способност, треба да офатите што повеќе моменти за да може да се подобри брзината. Значи, ке издржливоста не е така, киселината не е така, што и да пипнете, таа ќе се подобри. Но кај брзината треба многу специфика во задавањето на вежбите и многу внимателно да се работи на буквално се, за да може да се сработи, да се направи, да има трансформација или намалување на времето. Ние, нели, ја проценуваме, не ја мериме, ја проценуваме брзината преку времето. Дали силината има ефект при покажување на побрзи движења? Еве, спринт нека биде. Има. Експлозивната сила има најпоќе удел. Дали максималната сила има? Дали... Да, има, мислам, и максималната, но експлозивната, мислам, изразена на некој начин. Дали големината на мускулното ткиво има врска при... Големината на мускулното ткиво напротив може да има негативен ефект. Поголема маса поспоро се движи. Да. Какви нозе имаат спринтериве на олимпијади и на светски првенства? Големи. Им пречи ли тоа? Не им пречи. Па добро, што поише сила ти дозволува после поише моќ да произведеш. Точно. Така, прави максимална снага и после правиш трансфер во експлозивна снага. Точно. Значи големината, тоа сега да кажам, големината на мускулното ткиво исто така има ефект особено при брзиве движења, затоа што, например, ако гледате по биомеханика кичите, ако гледате спринтот, мускулите во спринтот колку се активираат, тие се активираат само во една мала фаза. Значи не се активираат низ целото движење како што е, например, при подигнување на некоја тежина. Туку во само одреден дел, и се пазете, треба мускулот да биде толку силен за да може само во одреден дел од движењето, значи не прави цела амплитуда во коленскиот зглоб, ниту па во карличниот зглобот на колкот, нема комплетна амплитуда на движење. И затоа се оди на мускулна маса, која што после ќе се стави во функција да биде, како што кажа, нели, Томи и Ангел, да биде и експлозивна, ама и брза. Значи да има фреквентност на движењето. Така да не е само експлозивноста, туку е силината е многу потребна за брзината. Нормално се зависно од кој спорт. Не може да очекувате дека може да биде, дека треба да биде не знам, фудбалерот дека треба да биде исти како атлетичарот, таа наједноставна дефиниција ми доаѓа. Значи неколку момента кажавме: енергетско тренирање на централниот нервен систем, методите ги кажавме, не спомнав дека има врска тука и не кажам дека има врска и мускулна маса. Еве ќе кажам и овој дел, Александар не чека, има досадно. Му реков дека за 20 минути ќе завршам, ама кога ќе му дадете микрофон на некога и не престанува. Уште нешто дали има да се додаде? Не.
Океј, брзинска бариера морам да ја споменам. Бидејќи брзината е многу зависна од централниот нервен систем, ајде да не кажам од психологијата, од централниот нервен систем. Со постојано изведување на тренинзи за брзина, тоа ми може да ме коригира или може да потврди ако е вистина, дека, например, при периодизација на тренинзите не се изведува секој ден тренинг за чиста брзина. Ја велам чиста, ова се тоа што го зборувавме со Томи претходно. Значи се работи на можеби еднаш во 10 дена, еднаш во 2 недели ваков тренинг, не се работи постојано. Зошто? Затоа што централниот нервен систем може да се презасити и едноставно да не може веќе да споделува или да создава такви брзи информации на тогаш да станува брзинска бариера. Па, например, спринтерот трчал 10 секунди и одеднаш почнува да опаѓа времето, 10-2, 10-3 на 100 метра, 10-5. Едноставно тука држи, не може да се врати на 10. Никако, гледате 0,5 секунди или една секунда е веќе многу. Тоа кажува дека настанува овертренинг, дека е заситен централниот нервен систем, како што објаснив, и што се прави? Во овој момент се прави пауза. Таа пауза знае да биде и по неколку месеци. Значи да не се изведуваат брзи движења за да може да се заборави движењето, така и погрешни движења, нели, кога има грешки во движење ке гимнастика или таму каде што треба прецизни движења, не се изведува тоа движење долго време за да може едноставно да се заборави тоа движење, колку што да се сруши, што е многу тежок процес и демотивирачки. Вториот момент како се руши ова брзинска бариера е, например, стари примери, ја искрено не сум ги работел од книга информација, се трча на удолница за да може да се пробие таа бариера на не толку брзо изведени движења, например со нозете, и кајак е исто. И на тој начин се пробува да се нели заборави или да се извежба да се направи што поголемо, побрзо движење. Дали Томи има ова пракса кај вас или не? Има, да. И јас сум го приметил лично некај мене, ама инаку многу ретко се работи максимална брзина на 100%, баш поради таа причина што се развива брзинска бариера. Обично работиме на 95%, па и да кажеш 99%, што мислам дека само спринтер може да го осети. Она го нема оној последен стисок кој што е за на трка. А ја лично со едно девојче имам работено нејзиниот тренер секоја недела и дава секој ден све на максимум, и девојчето само има мала адаптација и многу се нервира, ама за жал, тоа е тоа. Затоа ќе учиме факултет и ќе правиме да бидеме подобри. И за тоа последното што го спомнавте, као на оверспид вајда мислевте, да, тренираат и атлетичари така, например, со може сте виделе баш као најновиот, не знам како се викаше, спринтерон, пред него има кола и има како заштитна приголка и он трча при колката за да не сузбива ветрот, да не го успорува. И како доаѓа на момент на оверспид. Се практикува и тоа. Ние не, ама у светот да. Да, тоа е моментот на пример, како што кажав, трчање удолница не им текнало, можеби, или не сме имали возила толку брзи порано кај нас. Се шегува. Исто е кај пливачите, например, низводно, нели? За да може да се создаде баш тој ефект на да се намали надворешното триење, надворешниот отпор. Нели? Сега овде во воздух. Велосипедисти тоа редовно го користат. Они кога возат, може да ги приметите Тур де Франс дека возат во група. Значи возат во група и секоја се менуваат и ретко не може да се примети можда Контадор или Армстронг кога беше, нели, се извади, се најде дека е прилично допингуван, да почне трка на чело и да ја заврши трката, жолта мајца да добие, секојаш да биде на почеток. Дури за Армстронг целиот тим работеше за него, секогаш целиот тим работи за еден тркач. Што значи баш ова бариера воздушна пробува да ја одржуваат. И јас го имам тоа приметено. Што значи прв да бидеш на чело на групата, што значи да бидеш негде втор, доволно е втор да бидеш. И секоја се менуваат, баш токму заради овој. Супер што го споменам. Океј, зборувавме за
нели дефиниција, видови, како се подобрува и четвртиот дел, ова го имам спомнато, и во едно од предавањата зборував дека невропластична промена на брзината може да се случи во рана возраст. Дури и да нема генетска потенцијалност, потенцијал за прикажување на брзи движења, доколку се промаши фазата на рано детство каде што треба да се задаваат брзи движења, тогаш понатаму веќе ќе биде пропуштен делов и ќе се бориме со делови од секунда со брзински бариери. Така да убаво е да се задаваат движења, брзи движења кои што се однесуваат на во рано детство кои што се задаваат. Тоа е целата приказна. Колку пати, нормално дека нема да направиме тренинг за дечиња од прво оделение или второ оделение и ќе им кажеме сега 30 пати па ќе работите 5 секунди. Не, туку ќе им даваме да допрат, да проба да направат брзи движења. Па нека се тркаат меѓу себе еднаш, два пати, не знам, во месецот или така, но сепак да им дозволиме да може да пробаат брзи движења, особено трчање, затоа што тоа ќе им помогне и ќе направи како се нарекува, значи некој тригер може да направи дури на невро ниво, па еве и тој потенцијал генетски што не се носи, што го нема како тоа е генетски потенцијал, зборуваме за ACTN3, доминација на брзи мускулни влакна, па сега тука го има, нели, таа мутација на алеите или ги нема, како што ги објаснав, но сепак да се допре за да може да се направи простор, нели, како ново движење, учам ново движење и тоа е тука, меморирано е, постои некаде. Може ќе го подзаборавам, но секогаш можам да се вратам на него. Едно мало подсетување и сега ќе прашам дали имате нешто да прашате или додадете за овој дел. Јас сакам да додадам за фреквенција на брзината на движење во минатиот слайд кој зборувавме. Okay. И мислам дека наместо вегетативниот систем, соматскиот систем, нервен систем одговорен за движењата. Бидејќи тоа во левиот дел од нервниот систем, каде што ние го одлучуваме движењето. Не е автоматизирано, например, како натрешното движење на натрешните мускули и органи, како што се од вегетативниот систем, од автономниот. Добро, ајде, може да се сложувам до... Чекай само да го најдам. Се сложувам до... За овој дел да се сложувам, кога зборував за вегетативен, зборував за симпатикус и парасимпатикус, на тој дел се насочив. Затоа што имате тука, сега не е мој дел да го објаснувам симпатичниот и парасимпатичниот дел, затоа го нареков вегетативен систем, но на тоа се однесував, ама на тоа се повикав. Ма може да провериш, Александар, учите по спортска медицина, значи сега се ви допирам теми некои кои што ги учите понатаму, на што се однесува симпатикус, на што се однесува парасимпатикус во активација во целокупна активација на движење и на кардиоваскуларен систем, и на ексцитација на мускули, нели, каде што има и смирување и ексцитација или забрзување. Не знам дали ме разбираш, Ангел, во кој... Да, ве разбирам точно, да. Инаку широка е таа тема, се сложувам во право си, но кога зборував за вегетативен систем се однесува, затоа го споменав симпатикус и парасимпатикус.